Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска во средното училиште Владо Тасевски во Скопје се обрати на официјалниот почеток на кампањата насочена кон подигнување на јавната свест за ризиците од злоупотреба на мало и лесно оружје, со посебен фокус на младата популација. Кампањата е дел од поширок проект што се реализира со поддршка на мисијата на ОПСЕ во Скопје и други меѓународни партнери. Во своето обраќање Тошковски истакна дека младите представуваат најзначаен ресурс на општеството и дека преку вакви иницијативи се поттикнува одговорно однесување и поголема свест за безбедноста. Тој нагласи дека една од клучните пораки на кампањата е дека и најмала невнимателност може да има сериозни и долготрајни последици, како за поединецот, така и за неговото семејство и заедница. Кампањата ќе се спроведува во повеќе градови во државата преку посети на училишта и интерактивни активности кои имаат за цел директна комуникација со младите. Во рамки на настанот во Скопје беа презентирани законски одредби, споделени едукативни содржини и студии на случај. Учениците учествуваа и во дигитален квиз, како и во показна вежба на специјализирана полициска единица со службени кучиња. Од Министерството за внатрешни работи порачаа дека остануваат посветени на превенцијата и заштитата на младите, преку соработката со институциите, училиштата, родителите и локалните заедници, со цел создавање побезбедна општествена средина. Министерот за здравство Азир Алиу ја посети Универзитетската клиника за очни болести во Скопје по повод успешно реализирани трансплантации на рожница во соработка со тим експерти од Соединетите Американски држави. При посетата беше истакнато дека во рамки на оваа соработка се извршени вкупно 16 трансплантации, што представува значаен чекор во унапредување на офталмолошките услуги во земјава. Алиу нагласи дека соработката со странските експерти не само што овозможува зголемен број на интервенции, туку и придонесува за трансфер на знаење и примена на современи медицински техники. Тој посочи дека дел од интервенциите биле изведени со минимално инвазивни методи, преку кои се трансплантира само дел од рожницата со висока прецизност и без употреба на шевови, што како што истакна представува новина во домашната офталмологија. Министерот додаде дека пациентите во земјава добиваат третман споредлив со светските стандарди, што укажува на значењето на инвестициите во стручно усовршување и меѓународна соработка. Во своето обраќање тој упати апел до граѓаните за поддршка на органодарителството, нагласувајќи дека тоа е хуман чин кој спасува животи, дека без донори не се можни трансплантации. Во тој контекст, Алиу информираше дека се работи на законски измени со кои граѓаните би можеле однапред да се изјаснат за тоа дали сакаат да бидат донори, со цел нивната волја да биде јасно почитувана и системот да функционира транспарентно и доверливо. Алиу ги поздрави напорите на националните координатори и медицински тимови кои учествуваат во воспоставувањето и развојот на оваа програма, заедно со странските експерти кои придонесуваат во унапредувањето на капацитетите на домашното здравство. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Исмаил Багеи изјави дека Иран не води директни разговори со Соединетите Американски држави, но дека преку посредници се разменети пораки во кои се изразува подготвеност за решавање на конфликтот преку диалог. Според него, во последните денови биле примени пораки од пријателски земји, поврзани со иницијативите за разговори за прекин на војните дејствија, на кои Техеран одговорил во согласност со своите принципиелни позиции. Тој додаде дека американската страна била предупредена за можните сериозни последици од какви било напади врз критичната инфраструктура, како и дека Иран е подготвен да одговори решително доколку дојде до ескалација. Во меѓувреме, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека е наредена привремена пауза во нападите врз ирански енергетски објекти, наведувајќи дека постои можност за напредок во насока на прекин на огнот. Според неговите изјави се очекува разговорите да продолжат преку посредници, а во фокус останува прашањето околу иранската нуклеарна програма и збогатувањето на ураниум. Трамп претходно упати предупредување дека ќе следуваат остри мерки доколку Иран не го отвори Ормузскиот теснец, стратешки важна морска рута низ која поминува значителен дел од глобалната трговија со енергенси.
Од иранска страна официјалните представници повторија дека пристапот кон Ормускиот теснец ќе остане ограничен за држави кои се сметаат за непријателски настроени, истовремено најавувајќи можен одговор врз интересите на САД и нивните сојузници во регионот доколку дојде до дополнителна ескалација. Ситуацијата останува напната со тековни дипломатски сигнали преку посредници, но без директен диалог меѓу двете страни. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека Израел ќе го искористи притисокот од нападите врз Иран за да се осигура дека секој потенцијален дипломатски договор ги штити неговите витални интереси. По телефонскиот разговор со американскиот претседател Доналд Трамп, Нетањаху во видеоизјава кажа дека Трамп верува дека постои можност да се искористат значајните резултати од заедничкиот американско-израелски напад за постигнување на воените цели преку договор. Во секоја ситуација ние ќе ги заштитиме нашите витални интереси, порача тој. Сепак Нетањаху нагласи дека израелските воени напади врз Иран и Хезболах во Либан истовремено продолжуваат. Набрзо откако Трамп објави дека преговорите за прекин на регионалниот конфликт се во тек, израелската војска во соопштението вели дека почнала нова серија воздушни напади врз Техеран. Тој додаде дека планираните американски напади врз енергетската инфраструктура на Иран ќе бидат одложени за 5 дена по продуктивните разговори со Техеран. Иран од друга страна негира какви било разговори со Соединетите американски држави, нарекувајќи ги бесмислени. Овој развој на настаните доаѓа во услови на зголемени регионални тензии по заедничката американско-израелска агресија врз Иран, која почна на 28 февруари. Како одговор, Иран и неговите регионални сојузници почнаа напади врз израелските и американските интереси низ целиот Блиски Исток. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од северен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во Скопје променливо облачно време со слаб до умерен ветер од северен правец. Утре преку денот времето ќе биде стабилно, суво и потопло. Ќе дува умерен до засилен, а наместа повремено силен ветер од јужен правец. Од вечерните часови нашето подрачје ќе потпадне под влијание на циклонска активност која ќе услови период на нестабилно и постудено време со локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи ќе има петок, кога ќе има и услови за појава на ретки грмежи. Поради продор на постудена воздушна маса на планините и на некои од повисоките места, врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег.